Добар ден, од организацијата Одраз сакаме да ве повикаме за граѓанско единство. Организацијата за демократска реакција и Асоциација на Сдруженија Одраз ги повикува сите свесни граѓани од Република Македонија да се приклучат во борбата за враќање на владението на правото, демократијата и слободата на говор во Република Македонија под мотото "Доста е". Сакаме да известиме јавноста дека оваа коалиција на граѓански здруженија, организации, граѓански неформални групи и граѓански иницијативи ќе делува и работи низ сите градови и населени места во Република Македонија и ќе се бори за враќање на гордоста, достоинството и насмевката кај граѓаните. Одраз застанува позади сите граѓански иницијативи во Република Македонија кои активно ќе се организираат за подобрување на општествениот и политичкиот живот во државата. Сакаме да ја промовираме новата граѓанска иницијатива во нашата држава со назив "Освести се". Одраз "Освести се", Доста беше мол, граѓанската иницијатива и Сдруженијето на приватни стопанственици ќе поведат иницијатива за почеток на собирање на потписи за започнување на петиција за измена на Законот за енергетика, каде што бараме укинување на ставката за додадена моќ, либерализација на пазарот за енергетика и влез на повеќе компании кои ќе воведат конкурентност на пазарот во Република Македонија. Измена на Законот за радиодифузија каде ќе се бара член 146 да се изврши дополнување на Законот за радиодифузна такса и да се додаде текстот о врската за плаќање на радиодифузна такса да ја плаќа кабелскиот преносител на сигналот. Ќе се бориме за да ги покажеме вистинските дела и реалноста во Република Македонија, а тоа е дека во Република Македонија над 70% населението е сиромашно и не може ни најосновните животни потреби да ги овозможи за себе и своите семејства. Нашата порака до сите политички субјекти во Република Македонија е: вашите дела можете да ги докажете со попис на населението, тема која вешто се избегнува, а тоа е првиот чекор на враќање на демократијата и вистината во Република Македонија. Ние сме тука секогаш подготвени и спремни за дебатата на кој сакате медиум и сме отворени за јавноста. Под мотото "Доста е" ќе делуваме во сите градови на ниво на Република Македонија. Во кои градови конкретно и кога ќе започне да се спроведува оваа иницијатива, односно петиција за собирање потписи? И каде, на кои пунктови ќе биде? Во Прилеп конкретно кога почнувате и каде? Оваа граѓанска иницијатива прво треба да се поднесе барање до Државна изборна комисија. Во тоа барање, од кој ќе ни одобра, треба да собериме 100 потписи за после понатамошната процедура. А после на ниво на Македонија во сите 83 мислам избирачки од места ќе имаме во Државната изборна комисија регуларно ќе се собира петицијата и планираме да собериме за брзо време и да ги доставиме до собранието за измена на закон. А зошто Државна изборна комисија? Затоа што сакаме да биде легално и по легален пат институционално да ги бараме нашите права. Во Државна изборна се поднесува барање за измена на законска регулатива? Во Државна изборна комисија се поднесува барање за започнување на собирање на петиција за барање на измена на закон. Значи на сите избирачки места во Македонија ќе собирате потписи? На сите избирачки места во цела Македонија. Тоа значи дека сите овие 4-5 асоциации имаат своји кадри во сите градови на државата? Не, тоа значи под првиот текст кај што кажавме дека под мотото "Доста е", сите граѓански организации мрежно се поврзуваме во Република Македонија и сакаме да се бориме сите на своите теми и сите даваме поддршка на другата организација. Во тоа мрежно поврзување ќе крениме свеста на граѓаните во Република Македонија и тогаш веќе ќе почнеме јавно да излегуваме на улица со масовни протести. Секој на секого ќе му даде поддршка со своето членство и колку може максимум со својата организација. Кога очекувате да го поднесете барањето во ДИК? Барањето во ДИК ќе се поднесе идната недела во понеделник и ќе се побара почетокот. После тоа треба председателот на собранието Трајко Велјановски да ни даде одобрение и откако ќе добиеме одобрението за собирање на првите 100 потписи, во Прилеп ќе ги собираме тие 100 потписи, а после тоа кога ќе добиеме веќе документ дека може да започне петицијата, ќе започнеме активно да работиме и делуваме низ градовите на Република Македонија. Зошто токму за измени на законот за енергетика?
Затоа што тоа е најболното прашање и најмногу тука сме оштетени како граѓани на Република Македонија. Ставката од 33% запирка 33 додадена мојк е превисока за ова сиромашно население. Дали имате реакции од населението во овој период на функционирање на Одрас на оваа тема? Да, има многу, веќе ние имаме електронска форма на петицијата, која што веќе е достапна и има некаде околу 600 подписи. И на таа петиција има место и за коментар. Коментарите сите велат дајте регуларно да собериме, дајте да поднесиме, веќе ова не може да се издржи, претерано е. Тука ние излеговме во пресрет на граѓанската иницијатива која што се формира со назив Освести се и ја поддржуваме како одраз, како Организација за демократска реакција, заедно со граѓанската иницијатива Освести се, ке делуваме и ке започнеме со масовни протести веќе од идната недела. Каде ќе се организираат протестите? Протестите ќе започна на истиот принцип како што протестиравме и претходно, во одреден ден, во одреден сат. Прво ќе започнеме во Прилеп, после ќе има во Скопје, во Битола, ќе делиме флаери со информативна содржина и ќе излези и вестникот бесплатен, каде што за сите наши акции и активности, затоа што во нашата држава имаме медиумски мрак, затоа што кај нас нема медиуми, ретко се најдува слободен простор за граѓанските активисти. Ние сакаме да му станат достапни на секој еден граѓанин сите активности кои што ги имаме како граѓански активисти. Кога треба да излезе вестникот? Вестникот првиот број бесплатен ќе излезе идната недела и ќе се дистрибуира во одредени денови во сите градови во Република Македонија. Значи ќе покрива содржини и теми на ниво на држава, наставни, или ќе биде вестник кој што ќе третира проблеми според вас? Која ќе биде содржината, концептот на вестникот што треба да се дели? Концептот на вестникот ќе биде да се започне со вистинските вести без цензура. Прво ќе бидат опфатени сите проблеми на граѓаните, како што ги имаат, што се заскриваат, пример како големите казни, како че има информативен блок каде што ќе се објаснат кои се основните права кои што не ги знаат према законот, кои се нашите активности на сите граѓански активисти во Република Македонија, кои се вистинските цифри на некои објекти. Во таа смисла ќе види баш она што без цензура вести што не сме ни еден медиум да ги објави. На ниво на држава? На ниво на држава. Добро, дали знаете сега дека согласно законска регулатива треба да се објавуваат информациите? Дека пак на закон? Ние знаеме дека треба да се објавува информациите, ние пратиме и веќе сме и во тоа доволно навлезени, затоа што ние како Организација за демократска реакција сме мрежно поврзани со повеќе здруженија и мене ми е многу тешко што во Република Македонија нек не присуствував на една тема за новинарството, затоа што ние веќе за 2 недели започнуваме со нашето радио, кое што ќе биде на интернет. Нашата страна е веќе достапна и таму беше гостин еден хрватски истражувачки новинар. Јас баш го поставив тоа прашање зошто во Македонија немаме истражувачко новинарство и зошто немаат новинарите, ретки се тие кои што имаат храброст да започнат некоја тема која што е вистински на вистинско место и во вистинско време. Има во кипарските сметки, има големи сметки наши политичари и од левата и од десната страна, ама нема новинар кој што би ги пласирал и кој што би ги прикажал пред народот тие сметки. И кој е одговорот? Кој е одговорот? Одговорот е дека сите го премолчуваат. Еден беше тој новинар кој што работеше со истражувачко новинарство и кој што имаше храброст, али сега се ствара некоја нова енергија и за брзо време ќе видиме резултати од тие млади истражувачки новинари. Ние како граѓански активисти ќе ги објавуваме сите нивни испитани и содржајни наоди.